Мене ми кажа дека кога собираш генерал или службено лице или кое што има било каква поврзаност со МВР, треба да го прашаш прво како се вози автомобил или кои се првите safety first мерки. Стефан Ангелов, добре дојдовте во YouTube емисија. Се надевам дека ќе споминеме супер, па што е safety first кога ќе влезеш во автомобил прво? Прво гледаш кој треба да те вози. Возачки имаш? Имам. Ти верувам, не мора да ја. Добро. За која категорија? За кола, Б. Одлично. Така, Б беше? Започна сосем доволно. Океј, следно. Си Појасне- возил ваква кола друг пат. Па, Много јака ми звучи. јака е, да. Генерале. Фала, Ова блага. е во случај на газ. Ова е за гаснење на Порше. Може би да се направи супер Секако интервју. дека може. Ајде, генерал. Open door. Така. Safety first, провери ги вратите, дали се затворени. Генерале, ајде уште еднаш добре дојде во Carpool Karaoke. Како си кажи ми прво, дали си добар? Топло време, можеби овој период и најмногу имате работа во ЦУК. За почеток би рекол дека јас сум одлично, а времето воопшто не е топло. Особено ако имате работено во Ирак, каде што сега сигурно е 50 степени. Така да ова е навистина свежо време. Добро, ама таму имаше и мустаки, таму можеби те штита мустаките од времето, или? Види, пуштив едно време мустаки, се додека не прочитав еден твит дека личам на Фреди Меркјури по AliExpress и тогаш зедов ги избричав. Ајде да направиме мала споредба вака на почетоков на нови интервју. Сега си директор, а започна нели како војно лице, специјална единица, секакви терени имаш поминато низ многу држави низ светот. Дали некогаш во животот замислуваше дека ќе добиеш ваква функција? Јас и тогаш и потоа и денес сум човек, пред се човек, а потоа се друго. Функциите се минлива работа, сега сум директор. Може би додека се возиме на седница на влада ќе ме разрешат и нема да бидам директор, но пак ќе бидам јас, Стојанчо Ангелов. Но да бидам искрен, за почеток би рекол дека јас себе си никогаш не сум се гледал како специјалец. Аха. Кога бев млад, бев така прилично тенок би рекол. Вежбав карате, бев карате мајстор, дури работев и како тренер, да. Во карате клубот Македонка во Штип, кај мајсторот Патраклиев Кирчо. И сметав дека за човек да биде специјалец, полициски, армиски, треба да е крупен, голем, не спремен, крупен, голем. Аха. Човек може да е многу слаб, а да е многу спремен. Крупен, голем и да не е премногу надарен со интелигенција. А јас бев обратно. Се сметав за Вие бевте надарени со интелигенција. Но потоа кога отидов во специјалната единица, потполно ја променив мојата представа како треба да изгледа еден специјалец. Бидејќи добар специјалец, не треба да е многу набилдан и треба да е многу паметен, затоа што се носат одлуки, понекогаш воопшто се нема време, потребен е добар тренинг. Некои одлуки се буквално автоматизирани, ако видите опасност, ако некој треба да пука во вас, само ја кревате пушката и пукате без да размислувате, но на многу места треба да носите одлуки. Од тие одлуки зависи животот и смртта, и вашиот живот и животот на други луѓе. Кажи ми вака, викаат луѓе кога ќе дојдеш на директорска позиција, полесен ти станува животот и најчесто директори се здебелуваат. Кај тебе има ли такво нешто периодов или истата форма си како специјална единица? За почеток се зависи од вашиот приот. Има директори кои што кои ќе станат директори на вистини е добро, не се трудат премногу. Знаете, самата позиција прави други да работат место вас, но јас сум оперативен директор, иако ја имам функцијата директор. Јас сум постојано на терен со луѓето од Центарот за управување со кризи, каде што има извонредни професионалци со одлично искуство. И заедно со нив постојано се движам на терен, работиме заедно, решаваме проблеми на граѓаните, се грижиме за безбедноста на граѓаните. Веќе наметнав едно начело, една крилатица Safety First, која што е нешто најнормално, иако овде кај нас и граѓаните и дел од народот се малку сеирџи, ја фаќат на сеир, но кога одите во Ирак, па кога одите во било која држава, да отидете во индустријска постројка, во фабрика, секаде пишува Safety First. На прво место безбедноста на луѓето, на прво место животот и здравието, затоа што ако некој загине, ако некој умре, потоа е доцна за се. Ако некој го загуби здравието, ќе се соочи со низа проблеми, затоа многу се внимава на безбедноста и ние на терен се обидуваме да го наметнеме токму ова правило. На прво место безбедноста на граѓаните, нивното здравје,
па и нивниот тимот. Сакам да те прашам, барем чув дека доаѓаш од музичко семејство, ти си од Штип. Знам дека твојот брат е феноменален музичар, татко ми е исто музичар, па по таа линија ми објасни многу работи за тебе. Па од прилика со музика, кога веќе доаѓаш од музичко семејство, ти дали си со музика нешто? Да не свириш нешто, не знам. Мојот брат не е само феноменален музичар, туку е професор на Музичката академија, доктор на науки, етномузикологија, предава народни инструменти. Ова мојот брат беше мал, а бога ми јас тогаш бев мал, постар сум од него само 1 година. Почна активно да свири на гајда, немаше ни полни 10 години. И јас пробував, но не излегов толку талентиран. Јас сум добар слушател, особено ако има некој ладно пиво додека слушам. Немаме ладно пиво тука сега. Кај е пивото, бе? Сега овие се сериозни. Safety first возим. Јас не запловив во музичките води, но сум страствен слушател на разновидна музика. Мојот брат е врвен свирач на гајда, врвен свирач на кавал, на зурла, па и на сите инструменти свире каков и да му дадеш, но најголемата негова заслуга е тоа што произведе многу други свирачи, музичари на народни инструменти, но научи еден куп луѓе да свират на народни инструменти, не ме научи мене, така да тоа е голем хендикеп. Ние сме млади, имаме време. Да, викаат музиката дека нема граници, дека можеш да научиш па дури на 60 и на 70 години, нема тоа граница. Кажи ми, јас почнав да свирам на гајдан. Можев да отсвирам, не, то порано е, кога дојдов да живеам во Скопје. Јас сум цел живот всушност во Скопје, од 18 години сум во Скопје. Некако во тоа време се осеќав малку рурално, бидејќи не беа толку популарни народните инструменти. Денес е окей. Денес е популарно на сите свадби да се чеки, рурално да свириш такви инструменти? Да, знаете како не гледаат дошол од Штип, селјак, свире на гајда. Зборувам за раните 90. Да. Така беше, не знам ја, не сум бил роден тогаш. Особено во прво време ние брат ми ко свирел на гајда, сме затварале врати, прозорци, било... Срамота било? Па не срамота, ама никој не свирел, значи во точните 80-ти, кога сме биле мали, значи, почеток на 80-тите, брат ми почнал да свире 82-3 година, значи јас имам 50 години. Да. И тогаш многу малку се свираат тие народни инструменти, јас можам да се пофалам дека Пеце Атанасовски, доајенот на македонската гајда, има доајено кај нас дома, меѓу другото му учествувал барем делумно во обуката на брат ми за свирење, затоа што во тој период и немаше многу млади гајдачи. Беа само некои. Денес е поинаку. Народната музика, особено изворната, која што исклучително многу ја сакам и почитувам, си го најде своето место меѓу нашите граѓани и меѓу младите, така да денес безмалку е незамисливо свадба да помине без традиционална македонска музика. Знаеш ли што е друго незамисливо? Значи, јас ова емисија се вика Карпул Кароке и тука незамисливо е гостин да помине без да не испее еден рефрен. Сега, сите ми кажа, генералот нема шанси да го убедиш ако го натераш генералот да запее и лајк стат и сабскрајб и коментар позитивен. Буквално сите народни песни ги знам безмалку цели, можам да ги отпеам. Ама вака во кола да пеам, па замислете некој од надвор да ме виде како пеам во кола, ќе кажат генералот што направи. Затемнете стакла со ова скапа кола, нема да види никој. Не изгледа така дека се затемни. Може да не се види. Дали може јас да изберам една и да јас ќе ве натерам? Слободно која сакате. Ајде сега рефрен. Македонијо, ти си бисер балгански, стотици. Сефти прст од лева страна комбе. Не сега, генерале. Со бистри води вардарски. Браво, генерале, езо ви давам рука. Опа, се возбудив јас. Вака, браво. Замислете, од лева страна доаѓа она сиво комбе. Имаше 2 ленти. Ние внатре пееме, да, јас ги видов лентите. Ја бев од деснат. Се начукале, пеат и возат и делуваше непрестанно. Да. Супер си спеавме, сега морам да прашам за Safety First. Значи ќе прочитам и некој твит, ќе се позезаме. Слободно. Изјавата што ја даде под мостот, мене ме интересира. Дали ти беше пишана, дали си имате пиар или не знам што имате таму некој што ти помага, или така ти дојде моментот, пошто баш ја слушав убаво, си збориш све на македонски и на крај ти дојде Safety First. Случајно ли беше тоа? Еден мал вовет, минатата година имаше големи снежни навеви, кон Галичник. Не побараа од таму неколку
лица кои што желеат да помогнеме и со снимателот, со човекот за пиар кој што го извадив од подрумот во ЦУК, Илија Бојаровски, еден од најдобрите, би рекол, мајстори за public relation, исто одличен сценарист и снимател, седи на задно седиште, возачот вози и јас зборувам нешто и он ми вика: директоре, ве молам, прочитајте уште еднаш оваа работа. И му вика: Милија, која работа да ја прочитам? Ова сега што го читавте. Или јас не читам никогаш, јас изборувам, така гледам, еве има снег, не треба да читам. Значи не примаш најави такви. Значи таму на лице место, кога ја погледнав онаа монструозна дупка, Голема што- беше на средината. видете, луѓето гледат дупка, статиката на мостот. Да. Се гледаат жиците. Преку, замислите, стојам под мостот и го гледам синото македонско небо. И размислувам, дали е нормално додека стојам под еден од најпрометните мостови во Скопје, да гледам горе во синото македонско небо. Не, Па не е нормално. Не. Да беше оваа дупка во Германија, во Франција, па во Словенија, Да. а да не збораме во Некој Јапонија. затвор ќе лежеш. Па, веројатно, да. И затоа начинот кој што го одбираме таков, се трудам да го привлечам вниманието на јавноста, бидејќи понекогаш, кога ние институционално преземаме одредени мерки, институциите се пасивни, се ја префрлат одговорност едни на други. Ова не е наша работа. Ова е нивна работа и тогаш директорот прво што каже на јавното предпријатие Патишта улица дека тоа било на државното предпријатие за одржување на патишта, не било нивна работа. Ако ние не излезевме јавно, тие ќе ја префрлаат топката. Дали ние требаше да чекаме автобус полн со луѓе да пропадне Боже, ни стаат, не дај Боже. бидејќи автобус нема да го собере во дупката, но таму имаше арматура, арматурата може да се скине од тежината. Тој може делумно да пропаде, може луѓе да се Не повредат. дај но Боже, не Дали дај Боже, требаше не. да чекаме Никако. да се случи оно што се случи со таванот во општина Центар училиштето, кој што падна за среќа тогаш кога немаше деца. Јас тоа нема да го дозволам, safety first, безбедноста на граѓаните по секоја цена. Тоа е мојот начин, начинот на кој што јас работам и верувам дека и покрај, би рекол, симпатичните мемиња и шеги кои што се Да. појавија, помогна целата јавност да биде запозната, но сега имаме уште неколку опасности за кои што реагиравме институционално. А не За ги жал, имаш у јавност, институциите не презедува ништо. Еве сега да ве однесам, ајде, Муцунски го почитувам, многу млад градоначелник, е зборав со него, има една провалија, јавно го повикувам, нека става оградо дека некој дете не Тука во аеродром. бидејќи утре тоа може да биде моето дете, може да биде детето на некој кој што ја гледа оваа емисија или некој млад човек кој што Така ја е. гледа. После хотел Русија, возејќи кон мостовите близнаци на горната патека, од десна страна има страшна дупка. Ние уредно го То известивме тичо градот да се Скопје, среди. па не е баш негова надлежност, мислам дека повеќе на градот Скопје, но овде се појавува проблем, институциите си ја префрлат одговорноста. Градот вика треба општината, општината вика треба градот. Да. Но таа Тоа е опасност, хаос. дали треба некој да загине таму за ние да Не реагира? дај Боже. Затоа и по цена да бидам изложен на добронамерни шеги, а понекогаш и на подсмев, мојата мисија е јасна. Safety first. Со таа мисија, сега сакам да прочитаме 3-4 твитови. Се лутиш ли на шеги? Вака, не се лутиш. Уживам и ги споделувам кај мене. Вака викаат. Забавно ми е. Safety first. Не знаеш дали Стојанче кажува за дупката на мостот или рекламира кондоми. Што имаш да кажеш? Види, ова е добро. Ова е добро. Пошто на секој фактичи на кондоми ве напакува, вајда safety Но first. видите, А што е посигурно? ако на кондомот има дупка, ќе се создаде нов живот, а на мостот дупката може да однесе други животи. Така има голема разлика. О, беше добро. Одиме второ. Стојанче Ангелов ќе оди за Америка или USA да врши брзи обуки на тамошните пожарникари како да гасат пожари со сламена метла и джеголач. Ова е фактички алудирана изјавата твоја дека поспремни се наши од некој во САД пожарникар. Видете, тогаш јас кажав дека ние побрзо изгаснавме од нив. Значи, не се американците спори, они се исклучително брзи. Аха. Ама ние бевме побрзи. Нашите прекрасни, храбри пожарникари, Добро. не треба да ги подценуваме. Тоа се луѓе кои што секојдневно рипат во оган. Но не фигуративно, не како стилска фигура, туку на Стварно вистина. рипат во оган. Јас ги гледав, искрено мене би ми било страв. Јас можам да преживеам пукање, но од оган нормално е да имаме страв. Луѓето пред моите очи, буквално во онаа густа чат, луѓето, сите оние кои што гледаат оваа емисија,
да се сетат колку беше густ чадот кој што се креваше како столб под атомска бомба, како атомска печурка. Тие луѓе внатре во тој столб со чад со многу скромна опрема беа влезени и гаснеа за да не дојде до експлозија на оние плински цистерни таму кои што можеа дел од Тетово да го дигнат во воздух и ние не треба самите себе да се подценуваме. Каков народ сме ние да се ситиме самите на себе, зарем ние сме послаби од другите. Јас сметам дека нашите единици се може да бидат рамо до рамо со модерните европски и светски единици. Ние имаме изворедни специјални единици. Нашите тигри, ебара, волците, сите други професионални војници се на висина на задачата и може да се носат со било која светска единица. Доста се подценуваме самите себе. Македонче. Зборуваме за патриотизам, самите себе се подценуваме. Ние не сме ништо помалку од останатите, сме мала, но стегната земја. Имаме мали единици и специјални противпожарни, но добри. Да, странците имат подобро опрема вообичаено, но ние со она што го имаме, понекогаш се случува во недостаток на опрема да мора да скршеме некоја гранка. И со гранка да која веќе спомна, која сме веќе гранкава, сликава да ја видиш од тебе, сликано со гранката доганат, кажи ми. Оган не е монтиран, тоа е вистински. Добро, јас тука сад те башам, кажи ми како се гаси оган со ваква гранка? Со благо мафтање треба да внимавате наголов за да не го распалете. Не, тука отиде предпоставам само да се сликнеш за да видат дека има пожар, или? Апсолутно не, имам тројца сведоци, еве те нудам. Го гасеше огарот? Те нудам во моја режија, добро, со моје приватно возило, ќе отидеме во селото, ќе зборуваме со тројцата луѓе од селото кои што заедно со мене изгаснавме крак од пожарот. Таму еве погледни го ово пешачко или какво и да е островче помеѓу двете ленти на булеварот. Пожарот се ширеше надоле. Ние отидовме на извидување да видиме од која страна да настапиме. Воопшто немавме намера. Одеднаш се запали пред нас. Не можам јас да бидам пасивен и да гледам палење на нов пожар, бидејќи лета една искра и ние успеавме да го згаснеме. Заедно со тројца селани од селото кои што рипаа во оганот, па морав едниот да го тегнам и да му викам: "Ало, safety first, џаби ќе го гасиме оганот, ако ти изгореш." Луѓето си го штитеа имотот, го штитеа нивното село. Така, одиме сега со рубриката Луто пиперче, тука малку ќе ја смениме сега забавната тема, ќе се префрлиме малку и на политика, малку да те чепнеме, ја така викам. Прво, го искажа ставот дека си против францускиот предлог пред неколку дена, тоа беше многу актуелно на социјалните мрежи. Сметаш ли дека по искажаниот став нема повеќе иднина помеѓу СДСМ и Достоинство? Јас објавив колумна во која што убаво објаснив. Понуди оставка доколку ние сме десна партија во лева коалиција, за некои работи се разликуваме, како на пример осудените за 27 април, крвавиот 27 април. Јас 5 години зборувам, прв почнав да зборувам, луѓето треба да бидат ослободени, дали амнестија да се најде начин, греф е да капат во затвор луѓе кои што тие погрешиле, понесени од таа патриотска атмосфера, поголем дел од нив верувале дека ја бранат татковината на тој начин. Некои од нив биле дел од тој пеколен план, но како и да они не убија никого. Сега добро, но тука сега стана збор за идентитет. За идентитет, нели тие храбри луѓе, како ги нарекувате уставобранители, нели го бранеа уставот. Јас исто став го делиме за тоа. Ако така гледаме, тогаш имаме ние идентична ситуација. Јас јавно зборувам за нивно ослободување, како што јавно зборувам, напишав и кажав во една од моите емисии во кои што гостував дека сум против овој така наречен модифициран француски предлог. Едноставно од оние информации до кои што досега дојдов ги има јавно, сметам дека во суштина ние не го добиваме дури ни почетокот на преговорите. Сега се обидуваат да не убедат дека со прифаќањето ќе добиеме почеток на преговори, зборувам за реален, во што јас се сомневам, но да видиме што ќе покаже времето. Како и да е, од СДСМ нема никаква реакција, тие го прочитуваат мојот став и тоа е убавината на оваа шаренолика коалиција, бидејќи ние пазете, големиот војвода Љупчо Ѓорѓиевски, најголемиот во наводници непријател, политички противник на СДСМ, е во коалиција со СДСМ. Политики се е можно. Јас често се случува да идам на дебати со луѓе од другата страна, кои што кога јас сум бил ВМРО, тие биле окорели СДСМовци. Денес тие ги бранат ставовите на ВМРО ДПМН, а ја настапувам како дел од коалицијата на СДСМ, но сепак го задржувам правото за одредени работи да имам различно мисли. Доколку моето влијание е штетно за коалицијата, јас
Реков дека сум подготвен И да да дадам дадеш и оставка. отказ. Тоа е едноставно. Во ред. Одиме второ. Дали би прифатил да го разрешат Талат Џафери и да стават македонец на тоа место, но во исто време СДСМ да изгуби власт? Јас воопшто не гледам на етничката припадност на луѓето кои што извршуваат одредени политички функции, како што е председател на собранието. Јас лично, Стојан Чангелов, организирав протести против именувањето на Талат Џафери за министер за одбрана. Неколку стотина Затоа ти луѓе го кои ја поставам протестирав и половина година. Едноставно, Никола Груевски го стави министер за одбрана, човекот кој што во 2001 година бил во УЧК. Граѓаните тоа го прифатија и сега не гледам причини исто да не биде председател на собрание. Јас сум сепак политичар и затоа А како не гледам. генерал, истиот став би го дал? Го Генерал вака сега, јас значи понекогаш треба да бидеме објективни. Аха. Ја не можам да се однесувам така како што се чувствувам. Ако јас се однесувам така како што се чувствувам, требаше да има досега неколку со моите вештини аха. средени. Значи, емоциите се штетни во политиката, емоциите се штетни во војувањето. Кога војувате, не е добро да го мразите својот непријател, бидејќи ќе бидете помалку ефикасни во неговото уништување. Треба ладно, без емоции да го онеспособите непријателот. Истото важи и во политиката. Во политика емоциите треба да се тргнат на страна. Ние политичарите, јас сум 15 години во политика, поголемиот дел од нас ја има таа моќ, тоа ние не треба да го очекуваме од обичните граѓани. Обично од аспект на политика, и тука доаѓа до таа разлика дека граѓаните се многу емотивни, а од друга страна состојбата во државата е толку комплицирана што веќе и таксистите и берберите не знаат што да се прави. Да. Сите се стручњаци за се. Тоа е благодарение на интернетот, луѓето следат, читат, така и загаснењето на пожари кажува како треба да се гаси. Јас за жал дочекав во една ситуација, син ми да ме праша: тато, зошто не пратиш хеликоптери да го изгасне тој пожар? Значи малиот дори Викам: гледал. сине, нема, сите кои што ги имаме се пратени, сите еден. така. Океј, ево уште една прашање од оваа рубрика и потоа сакам да прокоментираме за протестите. Си уште ли сметаш дека Зоран Заев е новиот Гоце Делчев? Ова морам да те прашам. Една твоја фамозна изјава во дуел со Димитар Апасиев во Само вистина. Си уште ли, кога ќе се навратиш, си викаш ли треснав или управо бев? Проблемот е што кај нас сите вие, особено помладите, читате само наслови, бидејќи динамиката на животот не Ја гледав емисијата, ја гледав. Мојата поента е следна. Гоце Делчев во периодот пред Иленденското востание активно се залагал против кревање на Иленденското востание, бидејќи неговата процена како главен војвода, да го кажам, како главен воен стратег на тогашната организација, сметал дека ние не сме доволно подготвени, а сметал дека нашето ослободување треба да лежи во наши собствени сили, да не чекаме помош од Бугарија или од било која друга странска држава. Замислете во период кога луѓето биле веќе не можеле да се воздржат, сакале да се ослободат, сакале да се кренат на востани. И сега доаѓа некој човек со бркови, тогаш немало интернет, и вика: дечки, не е добро да се крене востанието, има да чекаме. Како гледале на Гоце Делчев тогаш? Мене тоа ми е поентата. Треба од историски аспект малку да ги гледаме работите, но и малку од подалеку. Значи, дали мислиш дека во очите на оние кои што сакале да се кренат веднаш на востани и да стават крај на тоа турско робство, Гоце бил херој или бил млакоње? Како гледале луѓето на него? Те прашувам, одговорим. Види, јас сметам дека како херој сепак. Заради тоа што Не ме Гоце разбираш. Делчев имал многу јасна цел и сакал Гоце да Делчев територијално и за Македонија најголем револуционер. Ама токму и- чинот кој што го прави е Знам наш што сакаш да македонски кажеш. херој. А тоа е самите да се ослободиме, да не чекаме А добро бугари Стојче, го други. сметаш ли Зоран Заев за херој? Сега, херој е тежок збор. Зоран Заев е човек кој што благодарение на тоа што го избутка тој така Преспански договор, ја помогна Македонија да влезе во НАТО, односно ја внесе Македонија во НАТО, и тоа е негова заслуга. И верувам дека за него ќе можеме да кажеме што е после неколку децении, но во секој случај направи голема работа како поранешен полициски генерал, како поранешен полициски командант, како Ти гледаш за поранешен безбедноста на државата и воин на... кој што учествувал во војна. Многу добро знам што значи НАТО. Веруваме дека нашата држава сега е безбедна. Никој не може да ја нападне Македонија од надвор, затоа што тоа ќе биде напад врз НАТО и ќе бидеме бранети од НАТО.
А воедно од внатре ние нема да бидеме нападнати, ако некои политичари има сега би рекол несрекни изјави за можни меѓуетнички судири. Ние внатре имаме толку доволно специјални единици, па и професионална војска, што било каква вооружена група без проблем ќе ја совладаме и тоа релативно брзо. Доволно е НАТО да не остави сами да си ја завршиме својата работа, да не се меша, како што беше во 2001 година. Океј, и како за крај, во интерес на време, уште некои 5-6 минути, сакам да ги прокоментираме протестите. Две прашања ќе ти поставам. Прво одговори ми зошто не си таму, и второ прашање сакам да ми ја кажеш онаа реакција на полицијата од стручен аспект и изјавата на Оливер Спасовски дека полицијата на време интервенирала, иако сите ние граѓаните видовме дека не е така. Еден обичен граѓанин кој што себе си се смета за патриот и е против францускиот предлог, може да го искаже својот револт и да помогне тој предлог да не помине со тоа што ќе отиде да протестира. Така. И јас со моето појавување во Само вистина на Канал 5 имам многу поголемо влијание од повеќе граѓани, затоа што мене ме гледат повеќе од 100.000 ја гледат во живо емисијата екстремно гледана, повеќе од 15.000 ја гледана на Facebook и повеќе од 10.000 вчера беше на YouTube. Значи моето влијание е многу поголемо од влијанието на еден обичен граѓанин кој што ќе отиде да протестира. Од друга страна, перверзно би било да протестирам, меѓу другото и против коалицијата во која што припаѓам. А сметам дека оваа работа, која што се уште не е помината, треба да почекам да видам како ќе се одвива, па дури потоа да проценам што понатаму, но можеби јас кога бев во Ирак со духот бев со протестантите кои што тогаш протестираа против режимот на Груевски, бев активен на Facebook. Пишував на Facebook иако не бев овде, имав одредено влијание врз креирањето на јавното мислење. Така, види, искрено се слагам со твојот став дека јавните личности, поготово на твоја позиција, поготово што си во коалиција, кога ќе кажеш јавно дека си против тој предлог, многу повеќе придонесуваш. Кажи ми ја сега кажи ми го твојот став на изјавата на Оливер Спасовски. Дали е точна неговата изјава дека поради полициската активација во таа ситуација се среди моментот или не? За што конкретно, за Мавров? Мавровка, пукањето пиштолите, да. Како поранешен полициски старешина кој што има работено во споставување на јавен ред и мир многу одамна и во тогаш не беа вакви гужви како сега, можам да кажам дека е направена погрешна безбедносна проценка за која што не верувам дека е намерна, бидејќи и на нас како држава и на нас како власт и на полицијата не ни одговарат насилни протести. И ова точка била обезбедена со неколку обични полицајци, значи имаше полиција кај Мавровка, така викаме Мавровка, тоа е малку понапред кон Скендербег. Штадот Скендербег. Да. Тие се обични полицајци кои што можам да кажам дека не се снајдоа. Еден полицаец проба и со магија, го знаете, ја знаете она култна фотографија. Да. Му направи мемиња еден куп. Прошува дали полицаец отфрла магија, но тоа беа обични полицајци. Лицето кое што држи пиштол, кога би дошол специјалец, ја верувам дека ќе пука во него и го неутрализира, ама кога би дошол специјалец, има целосно право да пука во тој момент. Така не, апсолутно. Секогаш без разлика, дури може да е пластичен пиштолот. Ние не знаеме кога ние може да усмрти невино лице и цивил. Ако ја видам сега некој овде впери во мене пластичен пиштол, а јас сум полицаец имам пиштол, ја имам право да возвртам, ја не знам дали е пластичен, ако е реален пиштолот, но морам да ја пофалам бара единицата за брзи интервенции која што дојде релативно брзо, за 7-8 минути беа овде, еден вотот. Да, 7-8 минути у таков момент се многу, знаеш. Согласно со вас, значи сметам дека е направена погрешна безбедносна проценка и никој не очекувал дека ќе има ваков кукавички напад врз демонстрантите. Оние кои што врз главите на демонстрантите фрлаа камењи и предмети се обични кукавици. Кукавици можеа да убијат некој дете, замислете фрлате камен долу, си оде некој дете со неговиот татко и мајка. Да. Знаете дека има деца на протести, може да го погоди во глава, па и не само дете, било кој секој човечки живот е подеднакво драгоцен, така да според мене треба сите оние кои што беа таму 10 на 20 луѓе агресивни фрлаа по протестантите, по протестирачите, сите до еден треба да бидат уапсени, да бидат ставени во притвор и да си ја добијат заслужената казна, бидејќи можеа да предизвикат нови силни меѓуетнички протести, затоа што кај нас се сваќа на меѓуетничка основа. Да беше тоа
навивачка група од македонци ќе беше сватено поинаку. Но самото тоа што се албанци, они кои што фрлаа врз протестирачите, кои што мирно си протестираа, јас силно го осудувам и сметам дека треба да сносат одговорност. Фала ти што денеска гостуваше, си направивме супер емисија, веќе 30 на минути. А за хирамидите, ја да знаем дека за Волко не доаѓа. За керамидите, па мислам дека на таа тема е све кажано, еде ми преостанува. Ништо не е кажано. Сигурно знаеш дека по тебе има нели крстена населба, керамидница е твоја населба, мислам тука нема збор. Не, напротив, керамидница треба да биде преименувана во генерал Стојан Ангелов. Дајте ми тенка пушка Берданка и остра сабја Дамасклија. Ама некогаш, ако нема ниту пушка, ниту сабја, имаме раце. Фала ти стварно што одвои време, се надам дека уживаше, си направивме доста интересен разговор на сите теми и еве, на YouTube емисија како се сеќаше? Поразлично или сепак исто му доаѓа? Јас имам снимано толку многу во секакви прилики така што, но во секој случај е пријатно вака со еден млад човек кој што не е се уште отруен со политика, би рекол, еден разговор обичен, е навистина, но за мене освежување и се надевам дека тоа ќе биде забележано од страна на вашите следачи. Мораме на самиот крај да кажам, имам секотина на прстот и шиена ми е со конец и секој. Да. Од скалпер, затоа малку ако некој забележи дека чудно мафтам со раката, а исече ми е средниот прст, да не биде Мораш да се сватено, чуваш, Стојанче. па го извадив завојот, ова е така. на живо ме шиеја. Ле, добро ти што шиеја, па Ле, што, додека ами ти што се си проживел, ништо не. сватив колку е важен мирот. Нека има мир, Така е. мирно не по секоја цена. Да го чуваме нашето достоинство. Да си здрав и жив, убаво ја завршивме. Ако и ви уживавте со нас сега, не заборавајте да ставите лайк и subscribe. Пишете мислење на некои од овие теми кои што ги разговаравме, а ние сега ќе се видиме во ново видео. Чао, дечки! All I wanna do is just flex. Big body ting, have sex. No phone calls, just text.